Bonjour et bienvenue! Добър ден и добре дойдовте! Јас сум Ленче Димшовска, наставник по француски јазик во основното училиште Славој Кларсо во село Подмочен и Ресен. Цели на денешниот час ќе ни бидат да се научи глаголот venir во сегашно време и да се употребува во дадени реченици. Да ги разгледаме овие реченици. Што ќе забележиме? Nous venons au cinéma. Viens-tu avec nous? Je viens de voir ton père. Vous venez de très loin. Lucas vient de chez le docteur. Што забележавме? Така забележавме дека сите реченици се направени со глаголот venir во сегашно време. Значи на денешниот час ние ќе учиме за глаголот venir, односно доаѓа во сегашно време. Да видиме како се менува по лица. Je viens, јас доаѓам. Прво лице еднина. Tu viens, ти доаѓаш. Второ лице еднина. On vient, тој таа доаѓа. Трето лице еднина. Да видиме како е во множина. Nous venons, ние доаѓаме. Прво лице множина. Vous venez, вие доаѓате. Второ лице множина. Elles viennent, трето лице множина. Значи глаголот venir, променет во лица, ни звучи вака. Je viens, tu viens, on vient. Nous venons, vous venez, elles viennent. Одиме на вежба. Во оваа вежба ќе треба да одговориме од каде доаѓаат. Прашањето прво ќе ни биде: D'où vient-il? Од каде доаѓаат тие? Кој град можеме да го забележиме на сликичката? Одлично! Ние тука го забележуваме преубавиот Париз и неговиот најпрепознатлив символ, односно Ефеловата кула. Значи како ќе одговориме? Il vient de Paris. Тие доаѓаат од Париз. Одиме на следна сликичка. D'où vient-elle? Од каде доаѓа таа? Кој град тука го гледаме? Така, тука го гледаме нашиот главен град, односно Скопје. И како ќе одговориме? Одлично! Elle vient de Skopje. Таа доаѓа од Скопје. Одиме на следна. D'où venez-vous? Од каде доаѓате вие? Тука го гледаме градот. Така, Лондон. Значи ќе одговориме: Nous venons de Londres. Ние доаѓаме од Лондон. Ако прашаме со вие, ву, одговараме со ние, односно ну. Следно. D'où vient-il? Од каде доаѓа тој? Тука го гледаме нашиот преубав Охрид и ќе одговориме како? Il vient d'Ohrid. Тој доаѓа од Охрид. Тука ја гледаме Венеција. Ќе прашаме D'où viens-tu? Од каде доаѓаш ти? Ако прашаме со ти, ќе одговориме со јас. Значи ќе биде Je viens de Venise. Јас доаѓам од Венеција. Одиме на следна вежба. Во оваа вежба ќе треба да ги поврзиме личните заменки со глаголот со кој што одговара за тоа лице. Значи за првото, за ж, со кој ќе поврзиме? Така, ќе биде Je viens avec toi. За второто, tu, со кој ќе биде? Така, ќе биде Tu viens dans le salon. Третото, elle, со кој ни одговара? Така, одлично, ќе биде Elle vient en vélo. Следното, ну. Супер, ќе биде Nous venons à ton mariage. Следното ву. Браво, ќе биде Vous venez au cinéma. И за последното, браво, ќе биде Il vient à la mer. Значи, како ќе ни бидат речениците? Je viens avec toi. Tu viens dans le salon. Elle vient en vélo. Nous venons à ton mariage. Vous venez au cinéma.
Il vient à la mer. Одиме на следна вежба. Во оваа вежба ќе треба да пополниме исто со глаголот venir во сегашно време. En ce moment, elle à l'école en vélo. Значи како ќе биде глаголот venir за трето лице множина? Браво, ќе биде vient. Elle vient. En ce moment, elle vient à l'école en vélo. Следното, il. Одежо en bus. Како ќе биде ова трето лице множина повторно имаме, меѓутоа машки род? Така ќе биде il vient. Одежо en bus. Така, следното имаме tous les samedis, il au restaurant avec mamie. Имаме тука трето лице, меѓутоа е еднина. Како ќе одговориме? Браво, ќе биде il vient. Tous les samedis, il vient au restaurant avec mamie. Следното го имаме кое лице? Така, прво лице, еднина ќе биде je de Paris. Како ќе одговориме? Je viens de Paris. Браво. Elle, трето лице еднина. Како ќе биде? Така ќе биде elle vient de la cuisine. Следното tu. Така тоа ни е второ лице. Еднина ќе одговориме tu viens au cinéma avec moi. Браво, супер. Да видиме сега што имаме следно. Треба да кажеме дека имаме задача за домашна работа. Ке треба да ја решите следната задача со глаголот venir во сегашно време според лицето кое што се бара. Ви благодарам за вниманието. Restez chez vous et apprenez le français. Au revoir.